обществената заедница, од државата, така и од луѓе ентузијасти, кои што го препознаваат тој проблем и кои што едноставно го разбираат, бидејќи само таквите можат да работат и да дадат допринос на развојот на оваа дејност. Учествува во создавањето на бројни институции од областта на образованието, рехабилитацијата и така натаму. Со еден збор може да се рече дека столбовите на овие неколку дејности кои што едноставно не можат да се развојат, значи делот на социјалната работа, здравствената заштита, и уште повеќе со доаѓањето во Република Македонија направи еден релативно, ако може така да се каже, за краток период, релативно добар период во создавањето на млади стручни кадри кои што се неопходни на Република Македонија и тоа за областта за која што зборувавме, понатаму за научно-истражувачки кадри исто од овие области, но и за наставни и научни кадри кои што се потребни на Филозофскиот факултет и на тој институт, бидејќи едноставно без кадар, едноставно ниједна институција не може да го види својот пат по нагорна линија. Дека за еден универзитетски професор ваквата библиографија може само да го служи на чест на него и исто така на неговото семејство, но и на институциите на кои што тој работа. Едински на некој начин се појавува и во десетина европски институции и во Соединетите американски држави и во светот за што зборуваат и неговите цитирања, публикување на разни статии и така натаму кои што денеска може да се сретнат по библиографиите на повеќе издавачки и високообразовни институции од светот. Најнормално е во собствените држави, од собствените институции и така натаму. Професорот Ајдински е еден од луѓето кој што имал прилика да се здобие со врвните републички сојузни, сепак ние живееме и во една друга држава пред десетина години и тогаш постоја врвни признанија кои што професорот Ајдински има добиено. Ја сега не би ги спомнал, бидејќи тоа се огромен број награди, но мора да се спомне дека тоа се наградите од прв степен кои што ги доделува и тогашната држава Југославија, но и Република Македонија, претходно Социјалистичка Република Македонија, а од 91-та Република Македонија, вклучувајќи и награда 11 школа и некои други награди кои што имаат правоказано национално значење. Исто така, професорот Ајдински е носител и на една величка награда, која што исто така се рангира доста високо во научните и стручните кругови, а тоа е Миленијскиот медал на честа. Така да, заокружувајќи го својот работен век и својот животен век, животниот век е 7 децении, тоа што е за посебна почет, професорот Ајдински изгледа уште витален за годините што има, и понатаму работи, многу е поактивен од многу од нас кои сме помлади и мислам дека тој го заокружува својот и работен, но и животен век со признание кои што едноставно ги заслужи. По тоа од името на сите студенти, пред се да му пожелам добро здравје, да му пожелам да не посетува, да му пожелам и по друга пригода да се гледаме само за добри работи. На професор Ајдински се најдобро во живот. Тоа е пред се заслуга на моите соработници со мене, а во однос на институтот, овде на факултетот, на деканатот и потпред на деканот. Ние имавме безрезервна поддршка од деканата, посебно деканот, и со таква помош лесно е да се постигнати добри резултати. Исто така, и за периодите кои што ви спомнам, ја имав наистина добри соработници, почнувајќи од детските домови, гимназиите, органите,
не ви излага што мојот најближи што работи во сите органи днеска, Величко Андреевски, и како него наред со една поддршка, наистина можеше да се постигне тоа што се постигна. Наистина, кога го тоа зборувам, не сакам да ги заборавам и колегите професори, ръководителите на институтите на факултетот, посебно изразвам благодарност на Институт за педагогија, кој што прва рака, што се на прва фронтска линија беа во помошта и што е 7 години не трče, не трče годините простори, тек пренове, малко се ослободуваме и одеме напред. И се разбира, ако нещо е постигнато со студентите, тоа е што наистина имавме одлични студенти, добри генерации и сакам да бидат и понатаму такви генерации.